Со оглед дека амандманов студентите и средношколците да добијат преку некаков софтвер економска стабилност и независност на младите, како и преку овој систем да добиваат знаења, можности, но да и креираат економска независност. Сакам да ја потсетам јавноста на еден закон кој што го носеше името Закон за привремено и сезонско ангажирање на лица, кој што го донесовме во парламентот пред неколку месеци, кој што треба да стапи во сила од 1.1.2026 година. И практично во законот кој што го потпишавме заедно сите пратенички групи, кој што го донесовме со консензус, е предвидено и за тоа се обезбедени средства преку ГИС. Тоа е едно здружение германско кое што со грант ке финансира еден посебен информациски и софтверски модул во Агенцијата за вработување, каде што ова што е напишано во амандманот ќе биде содржано за да можат тие луѓе кои што сакаат да бидат сезонски ангажирани да можат и да најдат работа, но и да бидат евидентирани и за тоа да им се наплатат соодветно придонеси. Само да ја потсетам јавноста, тоа беше еден закон кој што дозволува да бидат ангажирани и средношколци, и студенти, и согласно законот за работни односи лица кои што се постари од 15 години натака. Исто така овој закон дозволува да бидат ангажирани и пензионери, и вработени, и невработени, и како што кажав приматели на социјална помош, со цел тоа што е и основна политика и улога на владата, да поттикне зголемување на работоспособното население, да може уште повеќе да биде ангажирано на пазарот на трудот, регулација на она население кое што е сега во сивата зона на непријавен труд и за тоа да може и да добие легализирани пари и државата да има повеќе давачки, но и оние кои што работат на овој дел од пазарот едноставно да можат да бидат ангажирани соодветно согласно некаква заштита, така да ова кое што е напишано во амандманот има коректна цел, но сакав само да известам дека повторно ќе сумирам во една реченица, има за ова добиено грант средства од ГИС, тоа е здруженијето на поттикнато е од германското општество кое што доста ни помогна во опишувањето и во креирањето на овој закон и од 1.1.2026 година овој закон ќе стапи во сила за да можат сите овие лица едноставно да бидат ангажирани на ваков начин како што е предвидено. Благодарам.